По последните врнежи излевањето на Зајашка река, делови од Кичево повторно се соочија со поплави, материјална штета и страв кај жителите. Колку се одржуваат речните корита и каналите? Дали дивите депони дополнително го влошуваат ризикот и што конкретно превзема општината за заштита на граѓаните и животната средина? Во студиото разговарам со првиот човек на општина Кичево, Александар Јовановски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата. Погледнавме од претходните прилози. Некои општини по излевањата и по поплавите активно почнаа да ги чистат речните корита и каналите, меѓутоа за среќа имаме и општини кои навремено си ги исчистиле каналите, па немаат никаква опасност од поплави. За жал во Кичево се случи излевање на Зајашка река, па што беа главните причини за излевањето и поплавите кои што фатија одредени делови од општина Кичево? Дали тоа беа само обилните врнежи, меѓутоа и неичистените корита или пак и човечкиот фактор си има своја улога? Видете, тука е сплет на фактори. Вината не можам конкретно да упатам кон никој, меѓутоа ние како луѓе, минатата локална власт и самите несовесни граѓани кои живеат по течението на реката доведе да низ годините наназад, бидејќи никаква активност не се спроведувала за прочистување на речното корито и продлабочување, проширување, значи сигурно повеќе од 10 години, нема спроведено никаква активност за уредување на речното корито на Зајашка река, особено што покрај неа живеат еден дел од ромите во општина Кичево, така да нивните куќи се изградени веднаш до речното корито, со тоа што и тие, за жал, се дивоградби, се обидувале да ја пополнат дел од реката со земја за да можат да градат, така да на неколку места речното корито не само што беше стеснето, туку е и нивото на дното подигнато за 1,5 до 2 метри, така како што геодетите од комуналното предпријатие ми соопштија. Така да сплетна повеќе фактори она што се случи, но најважно е, мислам, дека тоа што немало никаква активност воопшто за прочистување и продлабочување на речното корито изминативе десетина години. И всушност тук овде доаѓаме до превенцијата која што најверојатно можела да ги спречи штетите од поплавата и сигурно и вие сметате дека навременото чистење на коритото можело да ги спречи или барем да ги ублажи последиците од излевањето. Па да, видете, ланската година ми се чини тој еден есенски период, нашата влада, всушност владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, проведе една потемелна акција за прочистување на одводните канали, меѓутоа во Кичевското поле, онаму каде што се постојачки. За жал, покрај реката, тие канали беа затрупани од некаква си стара депонија која не се користи повеќе од, не знам, 7, 8 до 10 години, така да таму не имаше што да се прочистува. Тоа е се затрупано со смет и воопшто тука не можело ни да се интервенира, мислам, не можело. Можело доколку локалната самоуправа одлучила да превземе нешто од тој поглед. Дали всушност овде можеме да говориме и за системски пропусти во управувањето со водотеците и кој сноси одговорност за неисчистените речни корита и канали? Па за неисчистени речни корита конкретно сноси одговорност претходната локална самоуправа. Бидејќи јас кога дојдов, ние спроведовме во 2 наврати акција за прочистување на речното корито на реката Сушица, која се влева, поминува низ градот и се влева во Зајашка река. И уште еднаш се обидовме да прочистуваме нешто по должината на Зајашка река, меѓутоа онаа скромна механизација со која што располага јавното комунално предпријатие не беше доволна и мислејќи дека е доволно она што ја прочистивме Сушица и нејзиниот слив, мислевме дека ќе превенира. Меѓутоа, за жал ни се случи една помала поплава, после која се обидовме да набавиме механизации да продолжиме со прочистување, но за многу брзо време се случи оваа голема поплава која ни поплави скоро 1/3 од градот. Значи, да, додека разговараме и ги гледаме инсертите, колкава штета е направена од излевањето.
Меѓутоа, има ли некаква проценка од ваша страна како локална самоуправа, колкава материјална штета е направена и пред се она што е најважно, каква помош им нудите на погодените граѓани? Веќе ги згриживте, им помагате колку што можете, меѓутоа, сепак потребно е трајно решавање на овој проблем. Апсолутно. Минатиот пат, при таа помала поплава, да кажам, беа загрозени реално само десетина ромски семејства кои беа згрижени во спортската сала Христо Узунов, каде што нормално се погриживме за нивна исхрана, здравствена нега. Во меѓувреме се потрудивме водата да се повлече со пумпи, со зафати околу нивните домови, градежна механизација и не очекувавме дека повторно ќе се случи вакво нешто што на вистина е нешто што не можеме против природата, елементарна непогода. Меѓутоа се организиравме, сега имаме околу 270 унесреќени луѓе кои се згрижени во спортската сала Христо Узунов. За нив се грижиме заедно со Црвениот крст. Општината обезбедува топли оброци неколку пати дневно. Во соработка со Министерство за одбрана и Генерална штабот им обезбедивме и едно мобилно купатило за да можат да одржуваат лична хигиена, бидејќи реално не сме сигурни колку ќе останат тука, така да не дојде да спречиме да дојде до некакви си болести. Ангажирана ни е фирма со која имавме склучено договори претходно за дезинфекција и дезинсекција. По потреба или на повик доаѓаат доктори ако треба се укаже лекарска помош. За среќа тие се сите мобилни, па можат и да си појдат до своите матични лекари или до болница ако имаат некаков си проблем. Генерално сите се во добра Генерално да, сите се во добра здравствена состојба. Од еден аспект тоа зборувам за делот од ромската популација кој беше најпогоден. Меѓутоа се поплави и најстарото градско мало Подварош, така наречено Подварош, и уште една населба во населбата, еден дел од населбата Карпош, каде што релативно се, мислам, социјално подобро ситуирани граѓаните. И сега ние како локална самоуправа формиравме комисија која што ќе излезе на терен, меѓутоа прво објавивме јавен повик на кој ќе се јават сите граѓани да пријават собствената штета, па потоа комисијата ќе излезе на терен за да направи реална проценка на штетите и со самото тоа после упатуваме една информација до владата за да пошто ние реално како општина немаме многу средства за да им излеземе пресред, па владата мислам дека ќе излезе со доволно средства за колку толку да се ублажат последиците. Так. И сега кога ги гледаме реакциите по излевањето, по поплавите, може веднаш да се забележи дека покрај тоа што велиме елементарна непогода со природата не можете да бидете нели секогаш начисто како ќе реагира и колку ќе бидат обилни врнежите, меѓутоа голем проблем представува натрупувањето отпад и дивите депонии кои што се појавуваат покрај реките. Како општина, што превземате за решавање на овој проблем и дали се случува да изречете казни за ваквото несовесно однесување на граѓаните? Видете, реално не е толку проблемот во исфрлање на некакво си домашно ѓубре, колку што е проблем со исфрлање на градежен шут и земја која што се ископува при новоградбите. Значи, реално испратени се комунални редари, барем откако сум јас на функцијата градоначалник, меѓутоа не може и ноќе и во секакви услови да одат. Граѓаните ги користат и граѓаните ги користат тие ноќни часови. Така да тогаш, меѓутоа сега откако се случи оваа несреќа, се надевам дека се освестија. Ние ангажиравме механизација од сите можни фирми во градот и околу градот, значи добиваме помош. Во моментот преку 30 камиони непрестајно изнесуваат земја која се ископува од реката и некаков си градежен шут кој, несовесни граѓани го исфрлале, бетонски плочи, не знам си, разни железа и такви работи кои се изнесуваат и се депонираат на соодветно место, кај што мислевме дека е сходно, но апелирам да се воздржат и повеќе никогаш да не се случи покрај речното корито, да се исфрла ѓубре, ќе поставиме табли, ќе поставиме ако треба и видео надзор, значи нема да дозволиме веќе никогаш да ни се случи ова што ни се случи.
Општините чистат, меѓутоа кога сакаме малку да се пошегуваме, а во секоја шега има и половина вистина, знаеме да кажеме, не може толку општината да исчисти колку што можат граѓаните да остават смет, нели? Да, за жал така е. Мислам дека мора да поработиме на сопствената свест. Не сакам да обвинувам никого, ние сите како граѓани треба да бидеме свесни од најмалите, да почнеме со нивното воспитување, дека правилното одлагање на отпад ни е најважно, за да имаме на здрава животна средина. Можам да ви се пофалам дека како општина, откако сум дојден на чело, изготвивме проект, аплициравме и веќе имаме позитивен одговор за формирање на станица за кабаст отпад. Така да граѓаните таму ќе можат да си го одлагаат онај отпад на кој што навистина нема што да му прават. Да бидам попластичен, да кажеме, тросет, двосет покучни на машини за перење, за да не ги фрлаат во реката. Тоа ќе го организираме по принцип, дали сами ќе го донесат или ние 2 пати неделно ќе го збираме, така да од таа страна мислам дека веќе ќе се растеретиме од такво фрлање на ѓубре. Од друга страна ќе спроведеме една кампања за подигнување на свеста. Мислам дека нема да биде лошо доколку и по училиштата се помине со така малку едукативно да се действува кај дечињата. Мислам дека со тек на време сите ќе сватиме и малку по малку ќе испливаме од оваа сегашна состојба, па нема да се одлага толку. Тоа што е најважно како општина, како локална самоуправа, работите активно на воведување мерки кои што ќе доведат до трајно решавање на ваквите проблеми, секако пред се безбедноста на граѓаните и заштитата на животната средина. Знаете, како пример би сакал да ви кажам нешто. Има многу општествено одговорни фирми кои сакаат да помогнат. И јас веднаш што дојдов, мислам свесен сум, Кичево е релативно мала општина, мал град, свесен сум кај беа тие црни точки кај што се правеа диви депонии и замолив 2 од тие општествено одговорни компании да ми помогнат да ги расчистиме дивите депонии кои се наоѓаа во 2 села. И за среќа ми излегува пресред и многу брзо се расчистија тие работи. Но за жал морам да ви кажам дека во едно од тие села поминувајќи гледам повторно почнаа да прават дива депонија, така да на една средба им напомнав дека ние не може да исчистиме колку што тие може да загадуваат, така да апелирав. Меѓутоа мислам дека и таму веќе се стабилизира состојбата, така да превземаме активни мерки, мислам дека брзо ќе се доведеме во ред. Споменавте, Кичево е помала општина, меѓутоа колкава и да е општината, колку и да има жители, треба да се обезбедат добри услови за живот и функционирање на граѓаните кои што живеат во општината. Па би сакала да ве прашам како се живее во Кичево и пред се кои се клучните приоритети на кои што вие како прв човек во вашиот мандат ќе работите на развој и модернизација на Кичево. Видете, Кичево е мало, но е прекрасно градче. Има преубава природа, има преубави села, има преубаво поле, има навистина што да се види, има навистина каде да се прошета. Ние сме една многу богата средина, значи мултикултурно и мултиетнички, мултиконфесионално. Сето тоа допринесува до едно богатство на живење, богатство на пријателство, богатство на традиција, така да мислам доколку ги отклониме овие ситници кои што ни го условно кажано загорчуваат животот, ќе живееме прекрасно. Затоа активно цело време работиме на проекти кои ќе од прва страна инфраструктурно ќе го подобрат живењето на кичевчани. Тука, како што знам да се пошегувам, тоа не треба да се збори за канализација и улици. Тоа е нормално нешто што мора да го најскоро да ги средиме сите жешки точки, да ги санираме или да ги реновираме или одново да ги изградиме. Меѓутоа, мислам дека најмногу сакам да обрнам акцент на привлекување на инвеститори кои ќе отворат нови работни места. Со самото отворање на нови капацитети или работни места ќе порасне и цената на трудот, така да самото живење на работникот ќе се подобри, што ми е исто така многу важно. Ќе добиете во исто време и економски, но и урбан развој на општината. Апсолутно, со самото тоа ќе имаме и повеќе средства за да можеме да вложиме во
да кажеме паркови, детски катчиња, детски игралишта, да го подобриме, особено ми е значајно животот на пензионерите, да изградиме некои капацитети за нив, значи тие да можат да се дружат, да можат да се релаксираат, а исто така па заедно и со собствените внучиња да си поминат убав квалитетен период од денот, така да цело време откако сум доен, знаете, за архитектонски проекти е потребен период. Неколку проекти ми се при крај и тоа проекти кои се огромни, значи кои ќе чинат многу, меѓутоа сигурен сум дека ќе имам поддршка и од централната власт, така да мислам дека за многу брзо време граѓаните ќе увидат една голема разлика во уредувањето на градот. Така. Она што е најважно за граѓаните, пред се како прв човек да имате визија, да имате добар тим зад себе и да ја реализирате таа визија и секако да го направите градот Кичево еден модерен и урбан град со сите можности кои што ги нуди за граѓаните. Меѓутоа, постојат ли некои, освен овие горливи проблеми што ги спомнавме, кои предизвикуваат поплави и излевање на реки, некој друг горлив проблем на кој што посебно ќе се фокусирате, а се однесува на Кичево? Па посебно сум фокусиран на, ние имаме скоро во централното градско подрачје дива депонија, која обстојува 10 години, која го труе населението, и јас сум значи многу силно фокусиран на тоа да го решам тој проблем со отстранувањето, прво со расчистувањето комплетната, веќе сум од тек, мислам дека за многу брзо тамо ќе нема повеќе ѓубре, бидејќи редовно изнесуваме во регионална депонија во Гостивар, меѓутоа горлив проблем е пронаоѓањето на нова локација на која што нема да се депонира ѓубре, туку само ќе се прави претоварање и однесување до регионална депонија. Фокусиран сум многу на тоа, значи да изнајдеме едно решение кое ќе ги растерети граѓаните конечно од проблемите со сметот. Исто така имаме проблем со многу кучиња скитници, кои за среќа во последниот период интензивиравме акција за нивно заловување, за нивно обележување, лекување, стерилизирање, вакцинирање, сите потребни работи кои за хумано нивно згрижување, и во тек ми е изработка на комплетен проект за нивно прифатилиште, за кој што исто веќе сум при крај со изнаоѓање на локација, така да тој најгорлив проблем, тие се два најгорливи проблеми кои им пречат на граѓаните, во најскоро време ќе бидат решени. Мислев дека тоа може да се реши веднаш откако ќе дојдам на позиција градоначалник, меѓутоа за жал административните пречки, локациите, противењето на граѓаните за една или за друга локација доведува до тоа да мора реално да се пристапи многу посериозно кон тој проблем за да биде конечно решен на задоволство на сите, бидејќи не сакам ниту еден граѓанин во мојот град да се почувствува загрозен или да се почувствува понижен. Тоа што е најважно да се детектираат проблемите, па веднаш потоа нели да се пристапи кон нивно решавање, но она што е најважно, граѓаните ви ја дале довербата, па треба и вие да го слушате гласот на граѓаните, да бидете отворени, транспарентни и некако заеднички да ја градите таа политика на унапредување на општината за подобар живот на сите. Која ќе биде вашата порака до кичевчани денес? Па јас борам сега да напомнам во текот на разговорот, сакав да спомнам дека ние аплициравме и добивме оваа година да бидеме град на културата, значи преку Министерство за култура, така да упатува на порака до граѓаните една фалба, можам да кажам, дека целата година ќе биде преполна, можам да кажам, со културни, со забавни, со секаков тип на културни настани, каде што секој граѓанин ќе може да си најде своето задоволство, значи почнувајќи од драмски представи, концерти, разни збиднувања околу локални специјалитети, локална традиција, унапредување на одлична можност за презентирање и представување на општина Кичево. Така да оваа општина ќе бидеме, оваа година, се извинувам, ќе бидеме посветени на вистина да се прикажеме како град на културата, и од друга страна им ветувам дека сите горливи проблеми ќе ги решам до крајот на годината и на вистина дека до крајот на година ќе видат дека сето она што го работам за доброто на секој еден граѓанин.
Ова е одлична најава за тоа што планирате да го сработите нели до крајот на годината. Ќе бидете повторно наш гостин, па ќе проговориме и за резултатите и реализираното. Апсолутно ви благодарам на поканата. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам.